Ги следите на новите настани и случувања од североистокот во третиот дневник во 20 часот. Да ја проследиме најавата. Традиционален народен собор во село Герман посветен на 7 макавејски маченици. Состанок на работната група на која ќе се разговара за изборното законодавство. Подигнато знамето на САД во Куба за прв пат по 54 години. Одисејата за македонските одбојкари заврши со сребро во Европската лига. Со дневникот започнуваме по рекламите, останете со нас. Добро вечер, трет дневник на К3. Невремето проследено со силен ветер, грмотевици и молњи што попладнево ја зафати Крива Паланка, предизвика два пожари кои се случија речиси истовремено. Едниот се случи во селото Киселица, а другиот во селото Конопница. Командирот на територијалната противпожарна единица од Крива Паланка Иле Коцевски информира дека двата пожари се настанати од силното невреме. Во селото Киселица, според дојавата на жителите, од електрично празнење се запалила сува трева, при што зафатени се и борова и дабова шума. Интервенираат две противпожарни екипи со 2 возила и 4 пожарникари. Опожарени се вкупно околу 3 хектари сува трева и шума. Во селото Конопница, пак во малото Трнци, спој на електричните кабли кој настанал од силниот ветер запалил сува трева. На оваа локација интервенираат 3 пожарникари. Пожарот зафати околу 1 хектар сува трева, изјави Коцевски. Од почетокот на месецот до сега на подрачјето на Крива Паланка и околината имало вкупно 7 пожари, а последниот се случил пред 2 дена во селото Дрење. Од противпожарна единица на Крива Паланка апелираат до граѓаните да се однесуваат совесно, да бидат крајно внимателни со запаливите материјали и до горчињата при движењето на отворен простор. Народните собори се традиција која во времето без медиуми и без модерните средства за комуникација биле единствените места каде луѓето и културите се мешале. Тие нуделе мегдан за музичарите и играорците, за мајсторите и за трговците, како и за младите девојки и момчиња. Иако модерното време упорно се труди да ги направи ваквите средби буквално непотребни, тие за среќа одолеваат и тврдоглаво ја продолжуваат традицијата. Денеска на соборите по полињата и по планините ќе ги видите сите генерации, најстарите, средовечните, но и нивните поколенија. Така беше и оваа година на најновото издание на еден од најголемите настани од ваков вид во нашиот североисточен регион. Верскиот празник, посветен на 7 макавејски маченици, собра голем број селеници и други гости кои уживаа во прекрасната планинска убавина и средбите со роднините и пријателите во Герман. Неколку илјади гости од сите краишта на земјата се собраа на верскиот празник Макавеј во едно од најоддалечените села Герман на македонско-српската граница. На Народниот собор, кој е најмасовен и како што велат тамошните жители, се одржува од памтивек, селото видно живнува и е преполно со иселеници, но и со гости од Скопје, Куманово, Крива Паланка, Свети Никола, од соседната српска општина Трговиште и од многу други места. Прв пат ли дојдете или редовно сте? Втор пат. Како ви се допаѓа да се? Многу убаво. Многу убаво. Прв пат кога бев, не беше волку народ. Променето е сега. Многу поубаво, повесело, многу повеќе луѓе. Како ви се допаѓа градот? Супер, лепо Ви се допаѓа ли воздух. природата? Природа супер. Има ли што да се проба, да се вкуси? Има пуно, богато. Како поминувате овде, како ви се допаѓа? Многу добро. Прв пат ли дојдете во Герман? Не, Или редовно сте? редовно. И што најмногу ви се допаѓа? Зошто дојдете? Традицијата, луѓето, веселба, комуникација. Од Штип доаѓа. Прв пат ли сте тука? Прв пат сум тука и многу ми е мило што сум тука. Како ви се допаѓа? Па прекрасно е местото. Причината ради која сум тука е потеклото ни од тука. И по дедо, и по баба, и по татко, и по мајка. И многу ми е мило што сум тука, да ти кажам браво. Доаѓам веќе по трет пат тука и многу ми се допаѓа, од Скопје сме. Како ви се оваа година допаѓа? Па добро е секоја година. И лани беше убаво и сега е уште поубаво. Јас сум од Крива Паланка. Од Крива Паланка? Да. Редовно ли доаѓате на овој собор? Па редовно. Како ви се допаѓа? Па убаво. Зошто доаѓате? Убава природа, ради музика? Ради музика, ради природа, ради народ. Од Куманово. Од Куманово? Да, Прв пат ли доаѓате на овој собор? прв пат. И Да. како ви се допаѓа? Па интересно во секој случај. Што ви е поинтересно, природата е убава или местото? Природата ме фасцинира, мислам, обожавам сум на природа и така и мислам
Убаво е кога народот се собира заедно и се дружи и така. Има ли што да се проба, да се купи, да се види? Па гледам има полно. Одите ли често на вакви собори и како го рангирате овој меѓу поубавите нешто сте биле до сега? Па да ви кажам, не сум била до сега, ова ми е прв пат и интересно. Како и во минатото, тука на овој ден не важат граничните линии, па реки народ од сите страни се слеваат во селото и ги преплавуваат овие живописни висорамнини. Како што вели првиот човек на општината покровител Ранковце, Момчило Алексовски, заедно со пријателите се обидуваат да направат средба, која ќе ја премости историјата и ќе ја продолжи традицијата. Вака, јас сум презадоволен. Од година во година го правиме се поубаво и побаво, поорганизирано. Ми се задржуваме старата традиција, што по некои изреки дека постои соборот уште од 13-тиот век, само што бил на друга локација, некаде во шума скриен. Сега е веќе на најјавното место во Герман. Герман е едно од најголемите села било порано. Многу е мигрирано и селено, така што и селено и по Војводина и села Македонија има. Има и Скопје, Куманово, секаде и сега за овој ден претежно луѓето што се родени или потекло имаат од тука и да не се родени тука, како да ги влече овој крај и секоја година да доаѓаат тука на соборот. Мислам дека се задоволни луѓе, ќе гледаме други да таа година да организираме уште подобро. Тешка е организацијата, не е лесно зашто рурална општинава не располага со многу средства, ама колку може се трудиме, сепак да направиме нешто убаво за народ. Се одржува традицијата и весела атмосферата. Да, секогаш е весела атмосфера овде. Соборот традиционално има еден редовен, но неканет гостин, дождот. Како и да е, овие луѓе се прекалени со борџи, ретко кој тука е за прв пат. Па повеќето во Герман дојде уште во раните утрински часови, запаќајќи ги најдобрите стратешки позиции под некои од ретките дрва или во бројните угостителски шатори. Самиот собор заживува релативно рано во денот, разбирливо најактивни се трговците, кои овде имаат можност нешто да заработат, а за сметка на тоа пак нивните муштери уживаат во понудата како и секогаш соборска, буквално се и сешто. Официјалниот дел од настанот вообичаено почна предпладне, организаторите се искусни и се тече во најдобар. Оваа манифестација е под раководство на општината Ранковци, а јас Даниела Тасевска сум одговорна за оваа манифестација. Задоволни сме, имавме добра соработка со местната заедница и со општината. Мислам дека оваа година е најспектакуларна, без разлика што до сега оваа манифестација со традиции, значи постои тука. Како програма имаме културна програма со нашите естрадни уметници, ќе имаме хумор, смеа. Па од оваа година сме позадоволни од било од овие 3 години како се одржава оваа манифестација. Позадоволни се, има повеќе народ, очекуваме уште да дојдат, така да традицијата ќе ја продолжиме. Овој собор Макавеј постои од 12-тиот век, се традиционално како се држи и јас како сограѓанин, јас сум роден од ова место село Герман, заедно со македонската естрада и гледам за да ја повратам пак оваа традиција ќе наставиме. Река од автобуси и автомобили преполни со луѓе привлечени од прекрасната планинска природа имаше и годинава. Сите поминаа пријатен летен ден во дружба и веселба сред убавото село. Најупорните соборџи не дозволуваат темпото на Герман да се спушти се до доцните попладневни часови. Организаторите уверуваат дека не само што нема да дозволат манифестацијата да гасне, туку напротив, ќе работат на нејзино омасување и доближување до туристи. Па ако ви фати нешто окото сето ова ќе биде овде и идната година. Драги Николовски скоро цела година ги губи времето и нервите по институциите барајќи правда за нанесената штета. Минатиот октомври, како што вели тој, без негова дозвола пред куќата му е срушен потпорен зид од страна на приватна фирма, од каде му кажале дека тоа е направено заради тампонирање на улицата. Од институција до институција решил да си го побара правото. Прибрал труп документи, на крај платил и судско вештачење кое покажало дека е во право, но правдата не се спроведува. Таа е во рацете на локалните моќници, обвинува тој. Повеќе од историјата што следи. Маките на средовечниот Драге Николовски од Перо Чичо започнуваат кога ненадејно во октомври минатата година на крак од улицата Ѓорче Петров пред неговата семејна куќа се појавуваат булдожери и багери и му го рушат 33 метарскиот потпорен зид и оградата.
Отаму му објасниле дека морало така да биде заради тампонирање на улицата. При уривањето на оградата му била оштетена и шахтата за фекална канализација, а при порујни дождови доаѓа и до свлекување на земјиштето. За нанесената штета Драги решил да се обрати до локалните институции, каде што заглавил во лавиринти барајќи го своето право. Од инспекција не сакаа да излезат на терен, затоа што не сум моќен, затоа што сум сиромав, објаснува тој, покажувајќи труп документи кои самиот морал да ги обезбеди. Меѓутоа, мислим, овие институции во предвидениот законски рок према Закон за општа управна постапка не постапија, го пробавија законскиот рок и не излегува да направат записници и увид на лице место. Кога ги пробија законските рокови, отидов во институциите, во градежна инспекција, прашав дали се излегувале, тие ми кажува дека се излегува и ми покажува нека фотокопија, која за мене беше фалсификат, не беше оверена со протоколен печат, округлов печат и факсимил печат. Инаку овој наш сограѓанин живее потполно сам, со социјална помош од 1200 денари месечно. Сепак тоа не го спречило да се откажи од лебот за да ја побара правдата. Преку вештачење кое го платил со позајмени пари се покажало дека тој е во право и дека му е нанесена штета. Да излезе суд на лице место, судија, геометар, судски вештак и градежен инженер судски вештак, при што направија вештачење и донесува, мислим, своји вештачки наоди, при што се утврди фактичка положба да ми е срушен подпорниот зид, да ми е прокопан дворот, да ми е загрозено дворното место и семејната куќа и да е проценена и штета која треба да ми се надомести и да ми се направи подпорен зид и да се врати местото во првобитна состојба. Меѓутоа, надлежните институции на локалната власт ништо не презедува и не постапија по тие, мислим, судски решенија што судот беше на лице место и прибави докази. Иако правдата е на страната на Николовски, таа не се спроведува, вели тој. Скоро година дена се уште не е вратен подпорниот зид во првобитната положба. За таа цел неколку пати барал средба и кај градоначалникот Дамјановски, за да ја искаже својата мака. Но како што вели тој, иако службите му ветиле, до средба не дошло. Очаен решил да се обрати дури до кабинетот на председателот Ѓорѓи Иванов. Од тие причини видов дека никој од локалните, мислим, предпоставени кои се одговорни за овие работи не презимаат ништо и не ме примаат на разговорот и не го решаваат проблемот, иако имам аргументи и факти, одлучив да се обратам до кабинетот на председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов непосредно, при што, мислим, бев уредно сослушан и ги изнесо сите аргументи и факти и тој се заложи за решавање на моето прашање, односно мојот случај и добив известие да е реагирал према неговите ингеренции и властувања и е доставено до градоначалникот на општина Куманово. Меѓутоа месец дена како е градоначалник на општина Куманово Зоран Дамјановски го примил тоа од председателот на државата на Република Македонија Ѓорѓи Иванов, градоначалникот на тоа воопшто не реагира и не презима ништо. Николовски на крајот заклучува дека кај што владее сила нема правда. Истражувајќи дошол до сознание дека фирмата Ископ на улицата вршела приватно на барање на негов ситуиран сосед кој имал намера тука да се изгради паркинг во договор со локални моќници на негова штета. Неговиот случај е во судска постапка и чека разврска. Доколку не излезе правдата на виделина, тој најави дека ќе остане упорен и ќе ја бара пред судот за човекови права во Страсбур. Коритото на реката Кумановка преполно со шут и ѓубре. Пластични шишиња, апарати за домаќинство, картони, ќеси полни со смети што уште не плови низ неа. Ова е сликата од Кумановка која од ден за ден се повеќе се загадува. Ако многу пати сте посакале во овој период од годината да прошетате покрај реката Кумановка, во чија непосредна близина е градскиот кеј, тогаш ќе затекнете ваква гледка.
Ова е срамота за градот. Реката е преполна со ѓубре, а за миризбата да не зборуваме. Свеста кај нас граѓаните е најголемиот проблем, велат кумановци. Сепак потребна е и поголема ангажираност на одговорните, а доколку е потребно, сите несовесни граѓани кои ја загадуваат не само оваа река, туку сите во градот, да бидат и најстрого казнети. Затоа што не само загаденоста, туку со невниманието постои опасност и од поплави, кои веќе неколку пати не одмина, додаваат тие. Нема никаква свест. Се е деградирано. Значи тотално уништување. Немам зборови, најверојатно тоа треба да се реши законски. И за законите да бидат драконски, тоест казните, па да им дојде памет на луѓето. Погледајте, само и ќе ја почувствувате миризмата. Имавме 2 поплави, големи поплави ова година во Куманово, па тоа е поради наша совест, затоа што луѓето направиле куќи во река. Фрлаат отпадоци пред се пластика, која што се разградува во многу долг период. Па не знам што да ви кажам. Сви фрлев такој по реку. Свашта. Они треба да се свесни да не фрлев, али тој е тој. И овој требало да биде на корито, што се вика. До таму се направили, намаму никој не прави ништо. Куде е проблем, не знам. Има све, и корита, и ѓубре, и све. Абе, чистива га многу пута, ама не вреди. Дојде река, они бра го сви да наврљав, да го однесе од пред куќу, да го однесе на други до куќу. Свеста кај граѓаните нема. Тие ја загадуваат. Да се очисти коритото. Загадено е, тачно е. Видите, свест и култура е многу ниска кај народ. Инспекција, питање инспекција колку и она свесно работи, така да проблем е тачно евидентиран, али се тешко отклања. Општината на последната седница на Совет најави дека чистењето на речните корита во Куманово ќе започне кон крајот на овој месец и ќе трае до септември, за што ќе биде распишан тендер вреден 40.000 евра. По двонеделниот одмор од 1 до 17 август, во понеделник состанок ќе одржи работната група. Тема на дневниот ред ќе бидат избирачкиот список и изборниот законник, а ќе се почне со поинтензивни разговори за останатите законски решенија, кои треба да бидат постигнати согласно договорот од Пржино. По двонеделната пауза, работната група составена од пратеници на ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДПА ќе продолжи со состаноците за спроведување на договорот од Пржино од понеделник. Изборите се договорени за во април, а до тогаш треба да се решат многу барања содржани во извештајот на експертот при Б. Изминатиот викенд премиерот Никола Груевски изрази оптимизам за договорот и рече дека ако другата страна е конструктивна, како и тие работите ќе се завршат навреме. И од СДСМ изразуваат оптимизам околу епилогот на договорот, како и за реализирањето на договорот од Пржино. Тема на дневниот ред од понеделник се избирачкиот список и изборниот законник, а ќе се почне со поинтензивни разговори за останатите законски решенија кои треба да бидат постигнати согласно договорот. Треба да се утврди и процедурата како партиите ќе ги предлагаат кандидатите кои сметаат дека се соодветни за тоа место, а потоа најдоцна на 15 септември во собранието треба да се избере специјалниот обвинител. Од ДУИ пак соопштија дека очекуваат дека до крајот на август политичките партии ќе постигнат договор околу прашањето за специјален јавен обвинител и потоа со консензус да биде усвоен во собранието. Идната недела во Гевгелија и во Табановце ќе бидат поставени 2 пунктови за престој на мигрантите што транзитираат низ нашата земја. Во нив ќе има тушеви кревети и уредени простории, каде што бегалците од Африка и од Азија ќе можат да се одморат пред преостанатиот дел од рутата кон западноевропските земји. Пунктовите ќе можат да примат околу 500 мигранти кои во просек во земјава се задржуваат на повеќе од 12 часа. Станува збор за пунктови за одмор и привремен престој на мигрантите што транзитираат преку нашата земја. Ќе бидат поставени 2, едниот во близина на железничката станица во Гевгелија, а другиот во Табановце. Во нив ќе има уредени простории кои ќе ги задоволат потребите на луѓето. Изјави Сузана Тунева-Пауновска од Црвениот крст. Таа објаснува дека пунктот во Гевгелија ќе биде поголем од оној во Табановце, но и двата ќе имаат речиси идентичен капацитет, па ќе можат да згрижат од 200 до 250 мигранти. Центрите ќе бидат опремени со отворени павилјони за жените, децата и бебињата со тушеви тоалети и кревети. Најголема корист од пунктовите би требало да имаат лицата што ќе го чекаат утринскиот воз во Гевгелија, па ќе одлучат ноќта да ја минат во најјужниот македонски град.
Од друга страна, центарот во Табановце ќе им излезе во пресрет и ќе ги згрижи бегалците кои ќе немаат сила веднаш да преминат на српската страна од границата, а потоа и кон Унгарија или Хрватска. Најбројни се државјаните на Сирија 381 и Ирак 42, информираат од Министерството за внатрешни работи. Инаку од 19 јуни годинава, кога започнаа да важат измените во законот за азиланти, вкупно 33.767 странски државјани најавиле дека ќе побараат азил, поради што добиле 72 часа непречено да се движат во земјава и да ја напуштат во предвидениот рок. Преднича државјаните од Сирија, Авганистан и Ирак. Само 41 странец навистина побарал азил, откако му поминале 3 дена за размислување. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов со сопругата Маја Иванова и синот Иван во вилата Билјана во Охрид ја прими делегацијата на специјалната Олимпијада на Македонија, која учествуваше на летните олимписки игри на специјалната Олимпијада одржани од 25 јули до 2 август во Лос Анџелес, САД. Повод за средбата беше извонредниот настап на македонските спортисти на игрите во Лос Анџелес, на кои постигнаа одличен успех со освојување на 2 златни, 6 сребрени и 4 бронзени медали, и тоа во неколку спортови: атлетика, пливање, юнифајд, кошарка и пинг-понг. На средбата председателот Иванов им го честита успехот на членовите на македонската специјална олимпијада и го пренесе своето високо почитување на нивната работа, истакнувајќи дека особено ги поддржува активностите поврзани со лицата со посебни потреби. Вашиот успех представува позитивен пример да се мотивираат и други да се вклучат во спортувањето, бидејќи токму спортот е еден од најуспешните начини за интеграција и социјализација на лицата со посебни потреби. Благодарение на успесите на спортистите на специјалната олимпијада се промовира и нашата земја, истакна председателот Иванов. Представниците на специјалната олимпијада го информираа председателот Иванов дека ова беше најуспешен настап на олимписки игри од ваков карактер, како и за плановите во иднина и учество во големите интернационални манифестации кои следат, изразувајќи цврста заложба и понатаму да постигнуваат врвни резултати. По присуство на државниот секретар на САД Џон Кери, подигнато е знамето на САД во амбасадата во Хавана за прв пат по 54 години. Министрите за финансии на земјите од еврозоната постигнаа согласно за трет спасувачки пакет за Грција, чија вредност може да достигне 86 милиарди евра. Ова се вестите од светот за денеска. Во присуство на државниот секретар на САД Џон Кери подигнато е знамето на САД во амбасадата во Хавана за прв пат по 54 години. Ова е прва посета на шеф на американската дипломатија на Куба во последните 70 години. Кери одржал состанок со кубанскиот министер за надворешни работи, но не и со председателот Раул Кастро, ниту со поранешниот лидер на Куба Фидел Кастро. Заедно со Кери на Куба допатувале уште тројца поранешни маринци, што денес имаат по 70 години, што во 1961 година во Хавана го тргнале американското знаме. Нови кредити чии размери може да достигнат 86 милиарди евра ќе бидат одобрени за Грција во следните 3 години, соопшти Европската комисија. Председателот на Еврогрупата изјави дека 25 милиарди евра од оваа сума ќе бидат наменети за рекапитализација на грчките банки. На 20 август Грција треба да исплати на Европската централна банка 3,4 милиарди евра. Генералниот директор на ММФ Кристин Лагард го поздрави постигнатиот договор во Еврогрупата за трет спасувачки план за Грција, но побара значително отпишување на грчкиот долг од страна на европските земји. Таа потенцира дека долгот на Грција станал нестабилен и од огромно значење европските партнери на земјата да превземат конкретни ангажирања за значително отпишување на долгот. Грчкиот министер за финансии Цакилатос истакна дека постигнатиот договор за финансиска помош за Грција ќе придвижи земјата напред, бидејќи ќе создаде постабилен финансиски систем кој нема да биде штетен за банкарските депоненти. Руската државна градежна компанија Rostec Corporation планира изградба на гасовод во Пакистан во 2017 година во должина од 1094 километри, а трошоците за изградба се проценети на 2,5 милиарди долари. Тоа ќе биде прв голем проект на Русија во Пакистан уште од 70-тите години на минатиот век, а компанијата Rostec ќе биде задолжена за изградба како и за привлекување на руски и странски финанси. Добивање кредит од западните банки, како што пишува горе споменатиот весник, е речиси невозможно за таа компанија, бидејќи е на црната листа на санкционираните руски државни компании. Кина и Пакистан во април годинава подпишаа прелиминарен договор за изградба на така наречен гасовод на мирот, кој би одел од Иран до Пакистан.
Најдобрите македонски одбојкари не успеа да стигнат до многу посакуваната титула во Европската лига, откако синоќа Словенија се покажа како подобар противник и со целосна доминација во финалето во Полска стигна до победа од 3-0 во сетови. Словенија го доби првиот сет со 25-21. Во вториот освоивме 20 поени, а послабата игра влијаеше на нашите репрезентативци во последниот сет кој противникот го доби со 25-17. Словенците без загубен сет ја потврдија фаворитската улога на овој натпревар. Иако Македонија го заврши настапот на Final Four турнирот во Полска со пораз, сепак и самиот пласман во финалето е историски успех, а останува и опцијата евентуално да добиеме пласман во Светската лига, каде сигурно се пласира победникот Словенија. Резултатот е и своевиден подвиг со оглед на условите кои ги има одбојкарите. Претходно во битката за третото место, Полска ја победи Естонија со 3-0 во сетови. Македонската кошаркарска репрезентација го доби четвртиот подготвителен натпревар, победувајќи ја Венецуела со 55-52. По двете победи над Израел и она над Украина, Македонија ја совлада и селекцијата на Венецуела на пријателскиот меч одигран во Гевгелија. Избраниците на селекторот Маријан Србиновски одиграа нешто послаб надпревар од претходните, но на крајот успеа да слават победа. Првиот дел помина во исклучително неефикасна кошарка по двете одиграни четвртини. Репрезентацијата на Венецуела имаше предност од 19-18. Во вторите 20 минути стрелците беа порасположени, па на крајот слававме со 55-52. Бојан Трајковски беше наефикасен со 10 поени, Ки Соколов постигна 7. На квалификацијскиот турнир за пласман на кошаркарските селекции на летните олимписки игри, кои во 2016 ќе се одржат во Рио де Жанеиро, ќе играат 18 наместо 12 репрезентации. Според одлуката на ФИБА, која отвори 6 нови места, од Европа одат 5 репрезентации, што значи седмопласираниот на Евробаскетот, кој од 5 до 20 септември ќе се одржи во Хрватска, Летонија, Германија и Франција, ќе добие шанса на предолимпискиот турнир. Ова важи и за четвртопласираните репрезентации од шампионатот на Азија и Африка. Останатите 3 места ќе бидат пополнети, поточно ќе бидат доделени преку специјални вајлд карти кои ФИБА ќе им ги додели на земјите кои нема да се пласираат ниту за квалификациите, а имаат висок углед во светот на кошарката. Ова секако е шанса и за Македонија, која со добри игри и резултати можеби би можела да стигне и до олимписките квалификации. Прво за тоа да се случи, мора да се мине групната фаза во Загреб, каде освен домакинот Хрватска, противници ни се Грција, Словенија, Холандија и Грузија. Атлетик Билбао стигна до неочекувано висока победа над Барселона од 4-0 и е многу близко до освојување на шпанскиот фудбалски суперкуп. На стадионот Сан Мамеш баскиците успешно ги казнија сите грешки на гостинските фудбалери, а серијата ја отвори Микел Сан Хозе со гол од половина терен по големата грешка на Тер Штеген. Барса пропушти неколку шанси да израмни, а на спротивната страна во второто полувреме својата серија ја започнаа Дурица. Во 53-та и 62-та минута тој зголеми на 3-0, а конечните 4-0 ги постави во 68-та минута од пенал, на тој начин комплетирајќи го својот хет-трик. Атлетик има голема предност пред реваншот. Барса на 2 надпревара по ред прими 4 гола, а интересно последен играч кој што постигнал 3 гола против Барса е Диего Форлан во фудбалската сезона 2004-2005. Един Джеко стартуваше фуриозно во дресот на Рома и постигна гол по само 4 минути од почетокот на пријателскиот надпревар против Севилја. Репрезентативецот на Босна и Херцеговина најави дека ќе биде големо засилување за римската волчица и на атрактивен начин ја затресе мрежата на актуелниот победник на фудбалската Лига Европа. Рома до крајот на полувремето стигна до предност од 4-0, додека Джеко постигна уште еден гол во завршницата на првиот дел. Фудбалерот на Тотенхем Роберто Солдадо кариерата ќе ја продолжи во шпанскиот Вилјареал. Солдадо допатувал во Шпанија, каде треба да потпише повеќе годишен договор со Вилјареал, а трансферот е вреден 16 милиони евра. Овој 30 годишен напаѓач ги одбил понудите на Севилја и на Бенфика, бидејќи инсистирал на трансфер во редовите на жолтата подморница. Солдадо кариерата ја започнал во Реал Мадрид, а играше за Осасуна, Хетафе и Валенсија. Да проследиме од метео какво време ќе има североистокот.
Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер и останете на К3.